дадеме порака кон сите, кон целиот наш народ, значи да имаме убави спомени, а да немаме повреди, да сме сите здрави. Значи кампањата е инициирана како одговор на сериозните и чести трајни повреди предизвикани од употребата на пиротехнички средства, што сме ги имале со години наназад. И затоа е направена иницијатива за оваа кампања за да биде спроведена секоја година, а годинава можем да кажеме и во најголем обем. Од прва година и индиректно родителите и наставниот кадар. Географска опфатеност беше низ цела Македонија, значи 26 града има предавања и вклучувајќи ги сите поголеми и помали градови. Кампања беше проведена во период од декември 2025 година. Значи овие се големите бројки, значи од секој град поединачно, од секоја школа поединачно, како што се проведени предавањата и можеме да кажеме дека на вистина годинава го имаме најголемиот број кој што ученици го имат слушнато нашето предавање и нашите едукации, а секако индиректно се надевам дека и родителите. Значи едукативните методологијата беше да има едукативни предавања, каде што беа прикажани реални случаи кои што доаѓале на клиниката и доаѓаат во пластична хирургија. Значи визуелни и практични примери, тоа што беше вежбата одржана заедно со Црвениот крст на плоштадот. Сепак може да претпоставам дека слушната нашата порака. Значи наместо 3 кои што беа применувани годинава има 2 дечиња. Само едно е со посериозни повреди, но се пуштени на домашно лекување. Поставена поширока меѓу институционална соработка и координација, во која активно се вклучија доктори од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје, матичните лекари низ градовите, студенти по медицина и специјализанти, како и представници од Министерството за внатрешни работи во нашата држава. Преку заеднички план за активностите и усогласениот курикулум за едукативните пораки, во текот на декември минатата година беа одржани предавања во 136 основни и средни училишта во 26 градови во нашата држава, кои беа опфатени над 1200 ученици во државата за пластична хирургија и 2 деца на клиниката за детска хирургија. Овие 7 интервенции се подсетник дека за секоја повреда следуваат процеси на лекување и трајни последици по нив. Заедно со лекарите од клиниката реализираа предавања и едукативни активности во голем број основни и средни училишта низ државата. На тој начин, дејаници ученици им беа јасно објаснили рисиците од употреба на пиротехнички средства и последиците што тие можат да ги предизвикаат по здравјето и безбедноста. Запренети се над 252.000 парчиња пиротехника, а лишени се од слобода 37 лица, за кои се поднесени 37 кривични пријави за 37 сторени кривични дела, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распространувачки материјали. Беше реализирана и најобемната заплена досега на пиротехника, при што беа одземени над 35 тони пиротехнички средства и беше приведен и еден полициски службеник. Оваа количина на пиротехника не е влезена во рамки на вкупната количина претходна која што е напомената од над 250.000 пиротехнички парчиња. Се уште се врши пребројување и се изработува вештачење во врска со последната заплена, така да очекуваме во најмала рака дупло да бидат вкупниот број на пиротехника кои што се откриени оваа година и тоа ќе дојде најмалку за 8 до 9 пати повеќе од 2024 година.